Почитувани гледачи на КТВ телевизија, еве се наоѓаме во празнувањето, односно предпразнувањето кога треба да го прославиме Христовото воскресение, најголемиот празник за нас христијаните, празник над празниците, денот кога го празнуваме Христовото воскресение. Па така и ние во овој наш храм тука во градот Кавадарци ќе имаме богослужби во сите денови, започнувајќи со Велики четврток, Велики петок, Велика сабота и на самиот ден Великден, исто така и после тоа во понеделник и во вторник. Па затоа најпрво би кажал во кои периоди ќе се одвиваат богослужбите, за да вие, драги верници, можете да земете активно учество во нив и сите радосно и торжествено да го прославиме празникот над празниците. На Велики четврток во 19 часот вечерта ќе имаме читање на 12 страдални евангелија во кои се опишува настанот како Христос е заробен, како е најпрво предаден од Јуда и потоа воден кај првосвештениците за да лажно го обвинат дека хули на Бога и подосна како е изведен на Голгота на распнување. Во петокот наутро ќе се служат богослужба царски часови која започнува во 7 часот, а по завршувањето се служи вечерна богослужба кога се изнесува и плаштеницата, односно платното на кое е телото на Господ Исус Христос за погребано во гробот, за да сите верници можат да дојдат достојно да се поклонат, да влезат во гробот, односно символиката на таа маса што ја викат луѓето на кои стои платното со телото на Христос во гроб е самиот символика на самиот гроб Христов и секој кој што е верник треба да дојде да влезе во гробот Христов за да му одаде достојна почит на распнатиот Христос кој подоцна и воскреснува од гробот. Во петокот, на Велики петок во 19 часот се служи богослужба која е наречена оплакување на Христос или погребение, или за нас познато свештениците и верниот народ, тоа се наречени статии, каде што се пее, односно се пее за смртта на Христос, за неговото предавство и за него исто така се велича Христос како вистински Бог за нас, а пак во сабота наутро исто така се служи Василиева литургија на која верниците можат исто така да се причестат. Сите тие што се подготвувале за света причест преку пост, света тајна исповед, имаат благослов од своите духовни отци, односно од својот духовен отец, можат да пристапат на причест во сабота утрото. Исто така вечерта во 23 часот и 30 минути ќе биде богослужбата Воскресенската литургија која ќе се одржи тука во храмот Света Петка. Богослужба, односно литургија нема да има во црквата Свети Димитрија бидејќи таа се реновира. Богослужба воскресенска ќе има во недела наутро во 8 часот во црквата Свети Димитрија. Па така, тие верници што ќе не можат да дојдат во сабота за причест, можат да појдат во недела во 8 часот во црквата Свети Димитрија, во крстилницата, таму ќе се служи света литургија во чест на Воскресението Христово. На вториот ден, Великден, во понеделник, во храмот Света Петка во Кавадарци ќе богослужби нашиот надлежен архиереј Господин Агатангел, каде што ќе има света архиерејска литургија. Ги повикувам сите верници да дојдат на таа литургија, да земат активно учество, да се помолиме сите заедно за наше лично здравје, за здравје на нашите блиски, нашите роднини, пријатели. Да исто така и на третиот ден, Великден, во вторник ќе се служи повторно света литургија, односно повторно и таа литургија е во чест на Воскресението на Христос. Ние како свештеници ги повикуваме сите верници кои сакаат да дојдат во храмот во сите овие денови, да земат активно учество, што поторжествено и порадосно да го прославиме светото Христово воскресение. Ние особено радост за нас, македонските верници, чедата на Македонската православна црква, е токму и ова јубилејна година 2017, кога ние славиме 50 години од овозновувањето на Македонската православна црква во лицето на Охридската архиепископија. Исто така прославуваме 50 години од
отварањето на првото богословско училиште, средно богословско училиште во Скопје, во Драчево, 40 години откако е отворен Богословскиот православен факултет во Скопје, а исто така во оваа година нашата света црква има во план да прогласи и тројца светители, да канонизира светители од нашиот крај. Тоа ќе се случи во текот на целата година. Ќе има одредени датуми кога ќе биде прогласувањето на тројцата светители кои ќе бидат ставени во редот на календарот на светиите, кои ќе си имаат свој ден за празнување, а исто така веќе се започнати и да се градат и храмови кои ќе го носат нивното име. Знаеме дека сите во нашите домови токму за овој празник сите сме сконцентрирани или насочени кон тоа да вапцаме или да бојадисуваме јајца за Великден, символ на Христовото воскресение. Од каде доаѓа оваа традиција? Би кажал дека од најрано време, уште од првите векови, започнува христијаните за овој празник да подготвуваат особено црвени јајца. Марија Магдалина, жената, една од мироносиците, жените кои први го дознаа воскресението на Христос, бидејќи кога Христос воскресна, рано утрото жените мироносици отишле на гробот од тага за да бидат на гробот Христов, но кога стигнале таму виделе дека каменот, односно плочата што ја ставиле на гробот, таа била тргната и во гробот било само платното во кое што бил завиткан телото на Господ Исус Христос. Значи Марија Магдалина, една од жените, се споменува во светото предание дека таа започнува прва да практикува, да носи јајце, со јајце да ги поздравува своите ближни, да им подарува јајце за Великден. Се споменува римскиот цар Тибери, кога таа отишла во Рим за празникот Великден, однела со неа едно јајце, носела за да му го даде на царот, за честитајќи му Великден, мада тој што не бил христијанин, бил незнабожец, и рекол, кога таа му рекла Христос воскресе, тој рекол, кога ова јајце ќе стане црвено, тогаш ќе поверувам дека навистина Христос воскресе. И јајцето во тој миг, како што било во раката на Марија Магдалина, станува во црвена боја. Исто така едно предание се споменува во списите дека кога бил Христос на крстот, жените кои биле таму, Марија, неговата мајка, Пресвета Богородица, Марија Магдалина и останатите, и пред нив во кошница имало бели јајца и од крвта, од крстот станале црвени. Значи тоа не е запишено во Светото писмо, тоа е секако предание. И потоа сега слушам од луѓето дека имат некои традиции поврзани со јајцето, дека некои со вапцано првото црвено јајце што ќе го вапцат на Велики четврток се допираат до лицето за да бидат здрави и црвени. Тоа е се народна традиција, не е црковно правило, но црквата него тоа па негира дека да не го прави народот. Така, символот на јајцето за Великден би посочил дека како што јајцето е цело со својата лушпа, го символизира затворениот гроб во кој било телото на Христос, а пак самото кршење на јајцето, кога го кршиме и кога се поздравуваме Христос воскресе, значи како што распукнува јајцето, така и гробот се отворил, се отринал каменот и Христос излегол од гробот, значи воскреснал. А и самата наша човечка мисла, кога знаеме дека од јајцето излегува живот, едно пиленце како се испилува, значи, а па Христос е животот за нас, христијаните, треба дава една символика на живот, од јајцето излегува живот. Почитувани верници, ја искористам оваа прилика од моје лично име, од името на моите браќа свештеници, да ве повикам уште еднашка да дојдете овие денови заеднички да го прославиме Христовото воскресение и ве поздравувам со најрадосниот поздрав кога што ние христијаните се поздравуваме на овој ден: Христос воскресе!